Тајните на човештвото, шокантни теории и необјаснети мистерии. Денес ќе истражуваме некои од најинтригантните мистерии и теории на заговор од минатото и денешницата кои се навистина бизарни теории. Подгответе се за неверојатни откритија кои ќе ви го променат начинот на кој го гледате светот. Здраво на сите и добре дојдовте назад на вашиот канал. Да почнеме со премотување на часовникот назад. Новите откритија сугерираат дека историјата на човештвото може да биде многу подлабока отколку што мислиме. Ајде да започнеме. 1. Лемурија и Му. Сега, тргнуваме на патување до изгубените континенти Лемурија и Му, за кои се верува дека некогаш процветале во Индискиот и Пацифичкиот океан. Дали овие исчезнати земји се само мит или пак содржат зрно вистина? Лемурија, раскошна земја за која се вели дека е поддршка на старо високо ниво на напредок, со информации и иновации кои одговараат на нашите. Лемурија, бујна земја за која се вели дека е колевка на античка напредна цивилизација, со знаење и технологија кои се споредливи со нашите. Дали навистина постоела и дали е скриена под брановите на Индискиот океан? Низ хоризонтот лежи Му, покриена во тајност. Рај, дом на осветлени суштества и просветлени битија украсени во злато и високи, сложени структури со трансцендентни, сложени дизајни. Како овој развој на Пацификот одеднаш исчезна? Како да се избришани од рацете на судбината, и Лемурија и Му дали се распаднале во длабочините? Дали е вистина или не дека тие биле предци на човештвото, нивните извештаи се подготвени повторно да се откријат под брановите? Не сте ни подготвени да замислите во какво лудило сме во сегашниот момент. 2. Антарктик. Антарктик е најмистериозниот континент на светот. Новата теорија е толку луда до тој степен, што би можела целосно да го промени вашето сваќање за Земјата. Според оваа теорија, Антарктик не е само масивен континент со мраз, туку огромен леден ѕид што ги опкружува сите континенти. Антарктикот е најтаинственото копно на планетата. Во 1992 година беше направен уште еден светски водич, мапата Глисон, која го прикажува Антарктикот како ја опфаќа секоја наша копнена маса. Оваа хипотеза оди многу подалеку. Тоа е она во што некои веруваат, под претпоставка дека ќе сватиме како да го преминеме овој ѕид, и ќе доживееме и ќе видиме различни копнени места намерно одземени и скриени од нас од државните администрации наречени влади. 3. Внатрешната земја. Внатрешната земја всушност постои и во четвртата димензија во вештачкото време и простор конструиран од чуварите, што чуварите ја нарекуваат зона на фреквенциска модулација. Не сте ни подготвени да ја замислите абсурдноста што имаме во сегашниот момент. Внатрешната земја, наречена Јагарта или Шамбала, е многу реално место кое е многу понапредно технолошки и духовно од нас. Тоа е подземен рај, но постои многу конфузија и лажни информации за него. Навистина постои и постојат тајни подземни влезови заштитени од чувари на вратите далеку под надворешниот слој на светот наречени ѕвездени порти аменти кои можат директно да ве одведат до внатрешниот и идниот тек на настаните на земјата. Големите цивилизации постојат во овие земји, главно Шамхали, Брахма и Анумхиседекрасите, кои се преживеаните од различните катаклизми на Атлантида и барајки за солниште од масивната вулканска активност, земјотреси и поплави се верува дека нашле за солниште во внатрешноста на земјата. Во одредени кругови на луѓе се говори и дека внатрешната земја е многу попријатна отколку овде кај нас, но сепак има недостатоци од доволно докази за ваквите тврдења. Лајкнете, претплатете се и следете не за повеќе информации и видеа на различни теми. 4. Теорија на јајце. Слушајте внимателно и ќе бидете шокирани. Постои теорија каде вие сте всушност единствената жива личност во моментов, единствената свест што навистина постои. Тоа е наречено во превод теорија на јајцето и дека се околу нас е само наша фантазија и дека живееме во Матрикс.
Еве еден мал увод во целата оваа теорија. Вашето семејство, вашите пријатели, странците што ги минувате на улица, сите тие постојат затоа што вашиот ум не сака да се чувствува осамен. Но, еве го застрашувачкиот дел од оваа теорија кој може да ве шокира. Бидејќи вие сте единствената вистинска свест, ќе ги живеете сите можни животи што некогаш постоеле и ќе постојат. Ќе бидете реинкарнирани и родени милиарди и милиарди пати додека не го живеете животот на секој поединец кој го познавате во вашиот ум. И тогаш ќе може да го скршите ова јајце и да станете Бог. Целиот универзум е создаден како јајце за главниот лик, а тој лик сте вие. И откако ќе го проживеете секој човечки живот што некогаш постоел, ќе бидете родени како Бог. Секој пат кога повредувате некого, знаете дека се повредувате себе си. 5. Вонземски бази. Колку уште скриени вонземски бази постојат низ светот? Тие се насекаде. Исто така, пронајдоа жив вонземјанин. Тој жив вонземјанин беше наречен Ева и бил пренесен во Лос Аламос, каде што го поминал својот живот. Тој умрел во 1952 година, но во тој период додека бил со нив, им кажал мноштво информации за тоа што научиле за универзумот и нивната технологија. Пред неколку години бил забележан вонземјанин како лежи на плажа, опкружен со владини и воени службеници. По истражвањето и потеклото на вонземјанинот истражителите наишле на нешто што изгледало како подводна вонземска база, кружната структура длабоко под вода со отвор во центарот. Кога се гледа од копно, можеме да видиме нешто што изгледа како нло, веднаш над вонземската база. Кога од поблиску ќе ја погледнеме подводната вонземска база, можеме да видиме дека постои отвор од 27 стапки или 200 метри во центарот. Дали земјата е местото каде нлотата се кријат од нас? Би ми било драго да го прочитам и вашето мислење. Затоа споделете ги вашите размислувања во делот за коментари. 6. Бермудскиот триаголник. Дали некогаш сте се прашале зошто Бермудскиот триаголник останува една од најголемите светски мистерии? Со децении, оваа озлогласена водена површина помеѓу Флорида, Бермуди и Порто Рико била предмет на безброј приказни за бродови и авиони кои исчезнале без трага. Иако постојат многу теории за причините за овие исчезнувања, никој не може со сигурност да каже што навистина се случило со сите тие луѓе, бродови и авиони. Некои веруваат дека Бермудскиот триаголник е дом на надприродни сили, вклучувајќи вонземски киднапирања и морски чудовишта. Други тврдат дека областа е проколната, прогонувана од духовите на морнари кои загинале во насилни бури пред векови. Можеби најверојатното објаснување, сепак, е дека необичните временски услови и силните струи во Бермудскиот триаголник го прават тоа опасно место за навигација, што доведува до несреќи и инциденти. И покрај фактот дека многу од пријавените инциденти во Бермудскиот триаголник можат да се објаснат со природни феномени, мистеријата останува. 7. Тунелите на Дулсе. Дали сте слушнале за мистериозните тунели под Дулсе, Њу Мексико? Оваа теорија е една од најфасцинантните и најзагадочните. Се верува дека длабоко под земјата, во планините на Архулета Меса, постои огромен подземен комплекс познат како тунелите на Дулсе. За кој имам и направено видео пред една година, видеото се вика Човекот кој убил вонземјани. Според теоријата, оваа тајна база е изградена од вонземјани и владата на Америка за заеднички експерименти и истражувања врз луѓе и животни. Сведоци и поранешни работници тврдат дека тунелите содржат нивоа каде се изведуваат напредни генетски експерименти, вклучувајќи мешање на човечка и вонземска ДНК. Овие нивоа се строго контролирани и не се достапни за јавноста. Една од најпознатите приказни за Дулсе доаѓа од Фил Шнајдер, кој го имам споменато во видеото Човекот кој убил вонземјани. Тој е инженер кој тврдеше дека работел на изградба на подземни бази и се соочил со вонземски суштества. Тој тврдеше и дека луѓето немаат никаков пристап до некој нивоа во базата Дулсе, дека таму имаат пристап само вонземјани. Според него, постои целосна цивилизација под земјата, која се крие од површината. Дали тунелите на Дулсе се само плод на имагинацијата или навистина постои тајна подземна база каде се одвиваат тајни експерименти?
Оваа теорија продолжува да привлекува внимание и да поттикнува дебати. Дали овие приказни се само митови или содржат зрно вистина? Дали постојат изгубени цивилизации под морските бранови, скриени континенти и напредни вонземски бази на нашата планета? Овие прашања не водат кон постојано истражување и потрага по вистината. Ако ви се допадна ова видео, не заборавајте да кликнете на лайк и да се претплатите на канал Тампес за повеќе вакви мистерии и откритија. Ви благодарам што го гледавте видеото и за вашето одвоено драгоцено време. И до следниот пат, останете љубопитни и истражувајте. Доколку сакате видеа на различни фасцинантни теми, например од историски мистерии до необични теории или на некоја друга тема, слободно пишете во коментар. Би ми било драго да го прочитам и вашето мислење. Затоа споделете ги вашите размислувања во делот за коментари. Канал Тампес ке се потруди да ви презентира во сите видеа концизни објаснувања и ефикасно да ви ги доставува клучните информации. Се гледаме наскоро со нови интересни анализи.